Почитувани, извештајот на ОПСЕ ОДИХР е необјективен и не одразува фактичката состојба на изборниот процес, вклучувајќи го и денот на гласањето. Извештајот на ОПСЕ ОДИХР повеќе е замижување и перење на сите нерегуларности, отколку изнесување на виделина и прецизно посочување на одговорните за очигледните нарушувања. Изборите не може да бидат одржани во конкурентно обкружување со почитување на темелните слободи, а истовремено да се констатираат кредибилни, докажани, очигледни наводи за купување на гласови, притисок врз гласачите и, како што тие велат, изолирани случаи на насилство. Во најмала рака е неодговорно и некредибилно во фуснота да се сокрие убиство на учесник во изборниот процес, кој дејства само по себе фрла огромна дамка на изборите. Неодговорно и некредибилно е нападот врз кандидат за градоначалник да биде образложуван со наводно, под наводници, изложување на тензиите и висок степен на поларизација во ромската заедница. Внимавајте, станува збор за претепен актуелен градоначалник кандидат кој што половина од кампањата мораше да помине во постела, односно во болница или на домашно лекување. Неодговорно и некредибилно е да се наведува дека владата усвоила закони со кои се обезбедуваат финансиски и социјални бенефиции за граѓаните, да се нотира дека се користат државни ресурси за водење на кампања и дека се замаглува границата помеѓу државата и партијата, а при тоа да не се оди подлабоко, поконкретно и да се посочат одговорните за овие злоупотреби, што не беше случај во претходните извештаи. Во претходните извештаи ваквите недостатоци многу пошироко беа објаснати, многу поконкретно, со директно посочување. Сега тоа го немаше. Неодговорно и некредибилно е да се наведе дека националниот сервис обезбеди доминантно покривање на владачката коалиција, издвојувајќи 37% од времето без да се констатира на што се должи пристрасноста во информирањето. Неодговорно и некредибилно е да се наведува и нотира дека ВМРО ДПМН, а во помала мерка и СДСМ користеле негативни пораки на митинзите, кога реалноста беше сосема поинаква. Настапите на Зоран Заев и СДСМ беа секојдневно исполнети со навреди, закани и омаловажувања, дури и кон граѓаните. Настапите на ВМРО ДПМН беа афирмативни за проекти и за политичка понуда. Уште еднаш имавме диаметрално спротивна кампања, извештаот вели дека се нотира дека ВМРО ДПМН имала слична кампања како СДСМ, апсолутно не е точно. Почитувани, бројните хајки по функционерите и врз функционерите на ВМРО ДПМН кои претходеа, беа во функција на втарување на стравка и гласачите и особено активистите на ВМРО ДПМН. Како порака дека секоја нивна закана може да се реализира кон секого. Случаите со недостаток на гласачки ливчиња пронајдени, гласачки ливчиња од една во друга општина со заокружени имиња на кандидати беа само потврда за организирано лажирање на изборниот процес од страна на власта на СДСМ. Евидентно беше следењето на кандидатите на ВМРО ДПМН при нивното одење од врата на врата на секаде низ Македонија, каде што 15 на минути после нив на истите адреси пристигнуваа активисти на СДСМ со суптилно испраќање закани и предупредувања во случај на поддршката на кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата. Пред очите на полицијата, како чуварска служба се кинеа туку што залепените плакати на кандидатите на ВМРО ДПМН и коалицијата. Полицијата беше активен учесник во изборите, но не како неутрална, туку апсолутно на страната на СДСМ. Како никогаш до сега, полицијата и МВР беа употребени, односно изборно злоупотребени. Ако во поранешните избори од осамостојувањето нааму се регистрирале подкупи или обиди за подкуп, главно во одредени населби, овој пат тоа беше далеку помасовно и беше широко распространето и во руралните, и во урбаните, односно градските средини, при што тарифата која што ја даваше СДСМ беше помеѓу 50 и 100 евра. Полицијата беше главен заштитник на подкупувачите и во најголем број случаи таа функционираше како нивна стражарска служба, што беше констатирано на огромен број места од поставените
стражи на ВМРО ДПМН, односно чувари на изборната волја, кои беа запирани кога се упатуваа кон подкупувачите. Заплашувањата со различни суптилни методи беа упатувани не само до неутрални гласачи, туку и до активисти, а дело до председатели на местните комитети на ВМРО ДПМН во правец на нивно пасивизирање, доколку сакаат да одбегнат непријатности од новата власт на СДСМ. Користејќи ја моќта на извршната власт, односно владнините ресурси, на многу потенцијални гласачи на ВМРО ДПМН, кои беа подсетувани и посетувани од активисти на СДСМ, им беше испраќена директна или суптилна закана дека останувањето дома на денот на гласањето е од нивна корист, користејќи најразлични нивни приватни проблеми или можност за проблеми. Ништо од ова не е наведено во извештајот на ОПСЕ ОДИХР, што укажува на тенденција на покривање на се она што јавноста можеше да го види и констатира во текот на гласањето и во текот на денот на изборите. ВМРО ДПМН во врска со сите нерегуларности до Државната изборна комисија поднесе 43 приговори за 94 избирачки места. Приговорите главно се однесуваат на неспроведување на гласањето, односно на изборниот процес во согласно со изборниот законник, регистрирано семејно гласање, притисок врз гласачите и организирано носење на гласачките места. Ова се пораките кои што денес сакаме да ги упатиме. Повелете дали имате прашања. Доколку нема прашање, на сите ви благодарам за присуството. Се не ви пријатно.